Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Во денешното видео ќе видите како можете да снајдете првите 3 месеци во Германија. Јас всушност планирав да биде друго видео како да најдете стан, но во последен момент се предомислив затоа што знам дека најпрви не ова важно, после тоа се иде постепено. Така да, пред се, сакам да ви се заблагодарам за сите што ги гледате моите видеа. Тоа многу ми значи и тоа исто така ме мотивира за да продолжам да снимам и да ви давам некои совети кои може би ви користеле. Во иднина доаѓаат многу повеќе видеа на оваа тема за Германија, затоа што како што гледам се повеќе и повеќе наши луѓе доаѓаат и се повеќе и повеќе на луѓето му се потребни совети. Јас навистина не сум многу долго во Германија, но скоро 5 години исто така и не се малце, не е малце време, сум стекнала исто така некакво искуство, па може би моето искуство може да ви помогне. За нешто да не заборавам, јас си напишав некои работи што се многу важни, што сакав да ви ги кажам. Исто така тука имам и една листа, се што планирам да ви снимам. Така да очекувајте многу видео од мене на темата Германија. Исто така планирам да направам и ексклузивен контент каде што ќе можам да ви помогнам во врска со документи и такви работи, но тоа доаѓа наскоро. Сепак јас ќе ве известам кога ќе дојдеме до тој степен. Значи, почнуваме. Најпрво, имате видео како да аплицирате за виза. Имате видео мое искуство како дојдов во Германија. Ви предлагам да ги гледате тие две видеа, затоа што може би нешто ќе ви помогне или ќе слушнете нешто што досега не сте го слушнале. Првите 3 месеци во Германија. Јас се надевам дека сите од вас идат кај некој познат, кај некој роднина, кај некој каде што можат да останат. Во тој случај е многу полесно, затоа што имате каде да бидете, има кој да ви помогне и има кој да ве насочи. Доколку доаѓате и немате ни стан ни работа, мој совет е да побавате стан пред да дојдете во Германија, да ги средите сите тие работи. Сепак моје мислење, доаѓајте во Германија доколку имате некој да ви помогне за почеток. Тоа се разбира, нема да остане така, но најважно е првите неколку месеци да се чувствувате сигурно, да се чувствувате безбедно, се додека не се снајдете да се вработите и така слично. Јас сега ќе зборувам доколку идете со пронајден стан и пронајдена работа, но доколку имате искуство, како што кажав, да немате стан и работа, тогаш идат следни две видеа во кои што ќе можете да видите точно како треба, на кој начин можете да се снајдете. Најпрви, извинете, малку сум настината, затоа сум зарипната. Сакам да ви кажам дека сите луѓе се тука прифатени. Тука нема поделба, тоа се случува многу ретко, независност каков сте, која националност, во што верувате, тука се сите исти и луѓето што живеат тука тоа го знаат и го прифаќаат. Значи, ние сме прифатени. Може би овој народ не е толку топол народ како кај нас. Пример, да ти се расипа кола, да застане, да ти помогне, има луѓе, не велам не, но луѓето овде имаат таков карактер, тие се насочени само како треба. Ако има закон да се вози само право, да не се врти ни лево ни десно, тие ќе возат само право. Значи, тие почитуваат закони и тие законот му е најважен. Да не излегувам многу од темата, сакам да кажам дека секој овде почитува тоа што ќе се воведе закон или слично, така да и ние што сме дојдени тука мораме да ги почитуваме законите и правилата на оваа држава. Нели, ние сме одлучили да дојдеме овде да живееме. Значи, морам да ви кажам, првите неколку месеци се многу тешки, затоа што ви идете во друга држава,
Идете во држава каде што се зборува друг јазик, идете во држава каде што никој не познавате, многу ваши познаници, роднини, пријатели остануваат долу. И јас, пример, кога дојдов со 19 години, многу другари и, така да речам, луд живот напуштив, за да дојдам и да започнам нешто ново заради мојата иднина. Тепак ќе кажам, не значи дека среќата е само во Германија и не значи дека несреќата е само во Македонија. Тоа зависи од нас самите. Тоа беше моја одлука да дојдам и јас сум многу горда за таа одлука, но и многу другарки мои кои што останаа во Македонија се многу успешни. Тоа беше нивна одлука. Најважно на крајот на денот е да сте среќни. Сето ова е важно, ова ви го зборувам за да ве мотивирам и во никој случај да не покушате да се откажете. Првите неколку месеци издржете. Тоа е најважно. Издржете, најдете си некоја утеха, нешто што ќе ве мотивира и после тоа, верувајте ми, е многу полесно. Доколку идете со работна виза, почнувате да работите, пример, Макдоналдс или Бургер Кинг, кај било. Не знаете јазик, мислите дека ќе ви биде тешко, мислите дека никогаш нема да научите, мислите дека светот ви се руши кога некој ви зборува, кога некој ви наредува. Немојте, затоа што системот на таквите ресторани е направен да функционира за секого. Значи, и интелигентни и неинтелигентни луѓе можат да работат таму. За секој има позиција и секој може тоа да го работи. Тој систем е така направен за автоматски вие по некое време не размислувате, само работите. Тоа е така. На почеток, доколку сте сами на работно место, дојдени во Германија без разлика, нема да бидете прифатени како што очекувате. Секој нов човек што доаѓа на ново работно место во нова средина, сите го гледаат и го посматраат. Првите неколку недели, да речем. Сте така прифатени, критикувани сте и може би навредени, не знам. Тоа не треба да ве спречи во никој случај. Тоа сум го осетила јас на мене и секој кој да прашате да дошол овдека, секој ќе ви го каже истото. Тоа не значи дека вие треба исто со нив да се понашате лошо или, пример, да ги навредувате и вие или како и да е. Ова видео ќе трае многу долго, но многу е важно. Ве молам и слушајте го доколку планирате да идете. Сакам да ве мотивирам. Тоа се случуваше со мене и јас знам, јас осетив на моја кожа, но за разлика од луѓе кои што одат во средина каде што има многу македонци и тоа е тоа, вие напредувате повеќе. Зошто? Затоа што вие одете во средина во која што не разбирате јазик и константно слушате само германски. Значи, ако работите 8 сати во денот, вие 8 сати сте обврзани да слушате германски. Дали сте сакали или не, тоа ви влегува во подсвеста. Доколку работите со македонци, многу е потешко за вас. Иако мислите дека е полесно, затоа што вие не можете да се снајдете и така слично, но за вашата иднина е потешко, затоа што вие зависите константно од некој. Затоа, колку потешко ви е на почеток, толку полесно ќе ви биде понатаму. Тоа е нешто што секој треба да го свати и затоа нема откажување. Кои обврски ги имате кога ќе дојдете во Германија? Идите во нова држава, имате работна виза и да имате пасош, исто пријавување на адреса, здравство и слични работи се одвиваат по иста постапка. Пријава на адреса е прво нешто што треба да направите. Имате најдено стан, тој што го издава станот ви пополнува документ кој што треба да го носите во општина
и да се пријавите на адреса. Тоа е како потврда дека тој дозволува вие да живеете во тој стан. Сите документи ќе ви ги оставам во линк, за да знаете точно што ви треба. Значи, кога одите да се пријавите за адреса, првиот чекор, ви треба Meldebestätigung. Одите на Google и пишувате Meldebestätigung, името на градот и PDF. Треба да ви излезе еден документ што можете да го симните и да му го дадете на вашиот газда да го пополни со однесува на газдата на станот. Ви треба визата, пасошот и во некои општини ви треба термин, некаде во помални места не. Одите во Бургерамт и таму се пријавувате за адрес. Откако ќе се пријавите на адреса? Таму ве прашуваат со кого живеете. Во Германија сте обврзани да плаќате радиодифузна такса. Без разлика дали вие дома имате телевизор или немате телевизор, вие тоа мора да го плаќате. Доколку живеете со некој во заедница, доколку еден член од семејството плаќа, во мојот случај татко ми плаќа за сите, така да јас не плаќам. Значи, доколку живеете со некој, може да кажете дека вие сте во заедница со некој што плаќа. Тоа се однесува на секој дом. Ве прашуваат исто така за ѓубре. Како што знаете, ѓубрето тука се дели и многу големо внимание се посветува на тоа секој да во своето домаќинство да има корпа за мешано ѓубре, корпа за книга и вреќи за пластика кои ги добивате гратис во општината на шалтер на информации и био. Така да истото важи. Доколку живеете во заедница, значи некој од заедницата плаќа, така да вие не мора. Но доколку сте сами, сите овие трошоци морате да ги земете во обзир. Сега јас точно цените не ги знам на овие две работи, но ќе ви ги напишам да знаете од прилика за каква сума се работи. Откако ќе се пријавите на адреса, по прилика некаде 2-3 недели, зависи каде како, ви стигнува плик во кој имате Steuer ID, тоа ви е број, идентификацијен број, кој што е премногу важен во Германија, значи тоа е нешто што не смеете да го загинете и тоа е нешто што за секаде ви треба. Без него не можете да се вработите, не можете да вратите Steuer, апсолутно ништо. Тоа ви е како лична карта во Македонија. Имаше еден случај каде што јас мислев дека го загинав мојот број. Тоа беше пред прилика 4 години, не знам кога, на почетоците, и кажав дека ми е загинат, но тогаш не разбирав добро германски. Тие ми дадоа само како потврда дека имам број, но не тој оригинален документ. Сите документи кои што ќе ги добиете, морате да ги чувате, сите да ви бидат уредно средени, затоа што не знаете кој кога ќе ви потреба. Значи ви стигнува Steuer ID, идентификацион број, и ви стигнува Renteversicherung-Nummer, тоа ви е бројот за пензиско осигурување. Значи, со самото вработување работодавецот ви ги плаќа здравствено и пензиско осигурување, тоа не мора да мислите. Доколку, пример, работите во фирма со мало пензиско осигурување, исто така можете да се плаќате приватно за во случај кога ќе остарите за да земате повеќе пензија. Следно нешто каде што треба да се пријавите е здравство. Тоа може да биде АОК, ИКК, има различни здравства. Исто така можете онлайн да видите кое здравство што нуди. Мислам дека имам линк каде што можете да пребарувате за сите здравства во Германија. Тој ќе ви го оставам во линк. Ќе ви оставам линк од него во описот. Јас сум осигурана во АОК.
можете да се направите термин онлайн. Многу е важно исто да носите договор за работа, затоа што во договорот за работа ви е напишано се фирмата, името, адресата на газдата, се на фирмата. Така да не мора многу околу тоа да се стресирате. Секое здравство се труди да придобија нови луѓе, затоа што здравството вие го плаќате. Секогаш се обидуваат да понудат што подобри понуди за да можете да ги одберете нив. Откако ќе се регистрирате во здравство, многу е важно да му напоменете дека вас ви треба Mitgliedsbescheinigung. Тоа е документ кој докажува дека вие сте веќе во осигурани во АОК. Некои работодавци го бараат тоа. Во поново време обично се праќа или во писмо или онлайн кај работодавецот, но за секој случај можете да го побарате и во печатена форма. После тоа треба да отворите сметка во банка. За сметка во банка јас имам пример Шпаркасе, имате различни банки, можете да разгледате на интернет. Искрено вас ви треба обично жиро конто на кое што ќе ви стигнува плата. Што се однесува до парите? Многу важно нешто што скоро никој не го практикува. Ќе ви кажам за сметка се што треба да носите, но најпрво сакам да кажам, да не заборавам. Доколку префрлате некаде пари, доколку ви префрла некој пари, многу е важно да пишете за што. Дали е тоа за кирија, дали е тоа поклон, гешенк, дали е тоа некој долг, без разлика. Пишувајте секогаш, затоа што банката тие работи ги гледа. Исто така многу е важно, доколку треба нешто да платите, например осигурување за кола, имате договор за интернет, договор за телефон, слични работи, секогаш имајте пари на сметка, барем за тоа што должите, затоа што има многу случаи каде што, пример, се обиделе од некаде да ви земат пари, па не сте имале доволно, па ви праќаат писмо, опомени и слични работи. На крај тоа може да биде причина за која што вие не можете да земите кредит. Пример, сте 5 години, 6 во Германија, добивате стална виза, сакате да си купите стан. Не можете да земите кредит. Зошто? Заради такви работи не ви одобрува банката кредит. Тоа е многу важно и пазете на такви работи. Никогаш не ги трошете скроз парите или не ги вадете скроз парите. Оставајте секогаш за тоа што вистински мора да се плати, после тоа за сите други луксузи. Искрено, првите месеци не очекувајте дека ќе се збогатите или дека ќе ви останат пари, затоа што толку многу има работи што се плаќаат. Верувајте, мора да поминат неколку месеци додека вие заработите пари, заштедите пари и слично. Значи, во банка ви треба термин, ви треба идентификацион број, тој што ви кажав дека ќе ви стигне по пошта како ќе се пријавите на адреса, пасош, виза. Имате термин, одите таму и отворате сметка заедно со што вие кај тој што имате термин, кај тој вработен. Можете тоа да го направите онлайн, затоа не сум сигурна дали во секоја банка може, за во Шпаркасе сум сигурна. Единствено што треба да поите да се подпишете дека го одобрувате тоа е тоа. Но, многу е подобро да сте таму, затоа што тие ви објаснуваат се во детал и можат да ви понудат исто осигурување, во смисла тоа осигурување е како семејно осигурување. Пример, ако му скршите на некој нешто, па осигурувањето ви плаќа. Пример, некој има нов телефон, па вие го земате да го разгледате, ви паѓа, се крши, но тоа не е задолжително. Добро е кога правите онлайн банкинг,
Пример да имате апликација на која што ќе можете да гледате колку пари имат, кога ви стигна плата, од што ви зеле, каде ви зеле, што сте платиле и слично. И да имате апликација преку која што можете онлайн да плаќате, затоа што во денешно време се е преку телефон, се е олеснато, значи не мора за ништо да се секирате. Тоа е тоа. Кога ќе ги соберете сите документи, банка, ИБАН, тоа дека сте пријавени во АОК, што е ID нума, социјалверзихерунг нума, сите тие работи правите копија и ги носите кај работодавецот. Немојте оригиналните да ги давате, затоа што во тој период вие не знаете кој што е. И не сте свесни кој каде да го давате. Што кажав, сите документи се важни. И затоа секогаш давајте копија. Германија нема никаков проблем со тоа. За банка, веднаш добивате ИБАН број, што значи дека плата може да ви се префрла и слични работи. Картичката ја добивате 2 недели, мислам, покасно. Првен ви стигнува пинот, па картичката, така нешто слично. Значи, откако ќе ги однесете кај работодавецот сите документи, подпишувате договор, од договорот добивате исто така копија и повеќе за тоа на работно место ќе ви снимам ново видео. После тоа, за сите термини, доколку сте сами и не знаете германски, може исто така да искомуницирате на англиски. Мислам, не би требало да биде проблем. И јас англиски знаев малце кога дојдов в Германија, но сепак се трудев да користам Translate и едноставно да го користам германскиот. Што е нешто многу важно, што би ви требало во Германија е наоѓање на општ лекар. Доколку можете најдете лекар на наш јазик, српски, хрватски, босански, супер, доколку не, исто не е проблем. Секако вие доколку комуницирате и сте, како што кажав, на работно место германци и то, гарант за 3 месеци вие веќе нешто разбирате. Затоа овие 3 месеци ви кажувам како најважен дел во тој период да не одлучите да се вратите, затоа што е многу, како да кажам, вие како челендж, немаш пари, сакаш дома, тешко е, цело време истите мисли се вртат во глава. Имам тука запишано. Доколку некој ви украде картичка, лична карта, или имате злоупотребување или купење на лични документи, можете да се јавите на 116 и да блокирате, пример, картичка од банка и слично. Ќе ви оставам се во описот, за во случај нешто да ви затреба. Во Германија имате премногу осигурување. Осигурување за живот, осигурување за штета, за стан, за кола, за се. Ќе ви оставам линк каде што можете да прочитате повеќе работи за осигурувањата. Тоа е тоа што се однесува до тие почетоци на вашиот живот во Германија. Многу ми е мило на сите што одлучуваат да направат таков чекор за нивниот живот. Јас ја сакам Македонија, не сум против, но едноставно не може секој да се пронајди таму. Најважно нешто е да ги почитувате сите и се да почитувате, да не ги делите луѓето, да не се подсмевате, да не оговарате. Ова искрено го кажам од многу мое лично искуство, затоа што сум се нашла во во такви ситуации, каде што наши луѓе коментираат и мислат дека не ги разбира некој, но многу е жално, затоа што многу глупаво звучи.
не е тоа време како што беше пред 5 или 10 години. Тука сите се наши. Многу треба да се пази некој да не се повреди и навреди, затоа што за тоа може и кривично да одговарате. Затоа е многу важно најпрвен контрола на своите емоции, доколку нешто лошо се случи ќе помини, доколку нешто добро се случи исто така ќе помини. Од срце ви посакувам се да ви оди лесно и да бидете многу среќни, да ги постигнете вашите цели. Секој од нас има некои работи што сака да ги достигне и затоа сум тука да ви помогнам во врска со оваа тема, затоа што знам како ми било мене. Јас сум гледала многу странски јутубери, сум читала по страници, сум се информирала, тешко било, некогаш било подобро, некогаш полошо, но да, сакам да кажам дека за се има надеж. Немојте никогаш да се откажувате, од срце ви посакувам, затоа што знам и јас истиот пат сум го поминала како вас и секогаш мислете на нешто добро, на нешто што сакате да постигнете. Пример, моја цел беше да положам јазик и да положам интеграционен курс, за да можам да земам пасош и долга виза. И кон тоа одам. Скоро сум готова. Се ќе ви се оствари во животот, годините вака поминуваат во Германија, многу брзо лета времето. Уште еден совет, немојте да носите премногу алишта, доколку работите во Германија ќе ви се потребни само пижами и униформа, се шалам. Не, секој во животот го живее тоа што сам ќе си го одбери. Јас работам од првата недела кога дојдов и до ден денес. Јас сум се уште на исто работно место и немам даена оставка. Сакам да кажам дека сум издржала секој месец одново и одново и не сум се откажала. Тоа можете и вие. Уште еднаш ви посакувам многу среќа. Ви посакувам да биде секако што сакате. Ви посакувам многу брзо да научите јазик, многу брзо се прилагодите, многу брзо да најдете пријатели, друштво и се надевам дека ова видео ви помогна. Доколку имате некои други желби, слични работи што сакате да ги снимам, ве молам пишете ми во коментар. Јас ќе се потрудам и да немам информации, ќе се потрудам да најдам. Многу би ми било мило доколку го лајкнете ова видео. Ние се гледам во моето следно видео. Чао!